почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Нашите граѓани осиромашуваат, државата ни се задолжува, а функционерите во владата бесрамно трпаат десетици милиони евра. Криминалниот картел во врвот на власта влегува во милионски бизниси. Зоран Заев и Кочо Андјушев треба да одговорат за колку е зголемен нивниот имот или имотот на нивните најблиски откако се на функција и зошто истото не е внесено во нивните анкетни листови. Ова, почитувани, е имотниот лист на Зоран Заев, пријавен во ДКСК. Податоците во истиот се непроменети откако Заев е стапнат на функцијата премиер. Целата јавност добро знае дека од тогаш фамилијата на Заев влезе во два големи милионски бизниси. За само 20.000 евра, или цена колку што чини една гарсонјера, Заеви го купија струмичкиот конфекцијски гигант Герас Цунев, а малку подоцна влегоа и во бизнисот со марихуаната. Дополнително јавноста гледаше како Заев вози мотор од 30.000 евра, кој што исто така го нема во неговиот анкетен лист. Заев треба да одговори за колку се зголеми неговиот имот откако тој е премиер и доколку се зголемил зошто истото правовремено не е пријавено и внесено во неговиот анкетен лист. Вториот човек на картелот, господинот Кочо Андјушев, кој за 4,8 милиони евра ја продаде својата фирма за трговија со струја ЕДС на грчкото електростопанство, се уште исто така го нема внесено тоа во својот анкетен лист. Ова, почитувани, е анкетниот лист на господинот Кочо Андјушев, исто така од интернет страницата на ДКСК, и на истиот не може да се забележи податок од продажбата. Зошто Андјушев не ги внел 4,8 милиони евра кои ги добил од продажбата на својата фирма на својот анкетен лист? Дали и што кријат Заев и Андјушев? Луѓето кои ветуваат транспарентност од опозиција сега се кријат од јавноста и напаѓаат новинари и професионалци кои си ја вршат својата работа, само затоа што решиле отворено да зборуваат за работи кои не му одговараат на овој картел. Почитувани, криминалниот картел континуирано го зголемува својот имот. Со самото доаѓање на власт почнаа да се нижат државни тендери во милионски износи. Веднаш по преземањето на функцијата вице-премиер, фирмата Фероинвест во собственост на Кочо Андјушев доби 2,8 милионски тендер од АД-Елем, а исто така со одлука на влада беше укината царината за јонско-литиумски батерии, кои што знаеме дека во Република Македонија единствено ги користи фирмата на Кочо Андјушев. Почитувани, државата ни е претворена во сервисен центар за бизнисите на овој картел. Институциите работат за картелот на власт, а не за нашите граѓани. Картелот ни ја зароби државата. Бенефит од тоа имаат само картелот и луѓето кои што се блиски до овој картел. Граѓаните се тие кои ги плаќаат бенефитите кои ги ужива картелот. Ова злоупотребување на институциите и на државните ресурси мора час поскоро да запре. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Ви благодарам.